Каршоу Битола, втора година и многу ми е мило што заедно со моите пријатели од Мотоцентар повторно сум тука за заедно да снимиме, да видиме што се има, да поделиме некои вредностни воучери, да поделиме некои многу интересни подароци. Имаат некои интересни награди и игри кои што Мотоцентар заедно со организаторот од Каршоу, Кар Клуб Битола го прават. А сега, мислам, гледате само колку гужва има, колку многу интересни возила, сега ќе прошетам да видиме што се има, да видиме Мотоцентар што прават. Знаете, фан сум на олтаймери, ама ова оддамна го немам видено, таа Юго Флорида Кабрио. И она што исто многу ми фати око, моите пријатели од Euro Impex се тука со неколку олтаймери, Peugeot, кои што се доста стари и мора да ги покажам, и до нив има Ford Model T. Многу давно во приватна колекција имам видено Ford Model T, а конечно да го видиме и вака изложено што доста интересно и фаќа око кај публиката. А видите ги само примероци, мислам, Peugeot 402, видео дизајнерски како изгледа и искрено не сум сигурен за овој модел на исто така Peugeot, но не сум сигурен кој е точниот модел. Но состојбата е во подобра од фабрика, стварно, уживанција. Искрено, огромен број на возила, некој не можев ни да постигнам да ги снимам, пошто има огромна гужва. Се извинам до тие собственици, но ме радува што има доста различни возила од минатата година. И оваа година луксузни, доста тюнирани, олтаймери, кој што видовте со Euro Impex, други доста интересни олтаймери, така да голема палета на различни возила, доста интересни возила, некои од нив не сме ги видели или оваа година се доста различно модифицирани, што имаат доста новитети, така да убаво и има што да се види. Ова дефинитивно е моето омилено возило, Honda NSX. Прв пат го видов благодарение на Драган Тотич, организаторот и претседателот на Honda клуб во Македонија пред известен број на години. За прв пат беше изложено пред Мак Петрол салонот, онаму каде што потекнува, Honda NSX. Доста оригинална состава, доста добар примерок и секој пат ќе ми биде интересно, иако ова е втор пат и мислам дека можеби единствен пат што се појавува тука воопшто во Македонија, тука во Битола и во Скопје, на што го кажав пред малку, али линијата, појавата, моделот, она што значи ќе ми биде стварно инаку нормално тука се Тојотата на Панка, еден од организаторите на настанов, на Јапан Тојотата, исто така тука и Хондата на Панка, така да доста интересни возила. Сега да видиме што ги кажат дел од публикава што тука што мисли за настанов, но исто така и што ќе одговорат на некои мои интересни прашања. Кој автомобил би го забранил за секогаш? Електрично, што е електрично? Тесла, искрено. Електрично Тесла. Не. Ама знаеш колку е брза? Не, дека електрично зад. Добро. Да има поента. Јас би го забранил автомобилот Алфа. Алфа? Да. Зошто Алфа? Па не ме бендисва. Кој автомобил, односно кој бренд е преценет? Ауди. Ауди? Да. Зашто? Преценет е. Преценет? Да. Што би одбрал на место Ауди? БМВ. БМВ. Добро. Хуракан. Хуракан? Да, искрено, од цела пластика внатре 300.000. Што е Ауди уствари? Па добро, да. Ама Да. Добро. Кажи ми кој бренд има најлоши возачи? Мерцедес. Мерцедес? Да, го гарантирам. Стварно? Да. А БМВ? Не, ти знај добро. Добро. Пежо. Peugeot? Да. Кој автомобил би го возел до крајот на животот ако горивото е бесплатно? Ама мора да биде еден автомобил.
Nissan Skyline. Кој автомобил те натера да се заљубиш во колите? BMW E6. BMW 6. Да. И од него почна ги сакаш сите коли. Да. Браво. Тој би одбрал ти? JDM, германци или италијани? Италијани. Италијани? Да. Браво. И што би донел на собир? Електричното Ферари или Фиат Мултипла? Уф. Го виде новото Ферари, електричното? Да, ама некам електрични. Ама некам ни Фиат. Ај, Ферарито. Оти поголем флекс дека пари, не за нешто друго. Добре. Што прво ќе направиш кога ќе си купиш нова кола? Ќе направам со чип. Со чип? Да. А ако има чип? Ако Нема има да чип. испереш, да ставиш гориво. Абе, добро то. Ама прво чип. Прво чип? Да. Добро. Да, полека почна се стемнува. Тука веќе концертот на Двабана почнува многу јако, така да убав настан, многу убави возила, што е она битно за мене и болесниците како мене. Си наполнивме очи, убав концерт сега започнува, времето се стемнува, тоа значи дека и мене ми се намалува времето за снимање, така да направете subscribe, направете на огромна поддршка за Кар Клуб Битола, бидејќи дечки браво, секоја ви чест. Од година во година подобро ви посакам уште многу успешни години. А вие направете subscribe. Се гледаме веќе наредна недела со нови видеа и секако на нови настани.